Гоце Милев е роден во Подареш. Сиромашно растал со уште 4 сестри во родната таткова куќа. Во 2013 година на жетва се запознава со Силвија од Ерџелија, со која одлучува да создаде семејство. Семејство кое денес тешко го одржува и прехранува. Никогаш ке рече тој немал луксузен живот, но додека била жива мајка му и поподвижен татко му, за некој степен полесно се живеело. Најлошо било до септември минатата година кога не бил никаде ниту тој вработен, па и тој и децата трпеле за леп. Во моментов работи на привремен проект и само зема 9000 денари, но овој месец, ако не му го продолжат договорот, пак ќе останат на цедило. Тоа е причината поради која и за останале со долгот за струја па веќе една година живеат во мрак. Се стоплуваат само ако нелегално собере некое дрво во шума, а често знаат да останат и гладни. Освен дома, децата и на училиште одат без храна. Пирошка и баничка со месо се нивните жилби, но и детска соба во која ќе имаат струја, кревет и регал, ке речат тие. Скромни се уништа за едно скромно семејство, кое се што посакува на овој свет е само нормална работа и човечки услови за живот. Од тежина на едната страдат и другата, починат со искрвување. Се труда, мерак сум многу за работа, да работа се труда, ама нема таа могучност више. Од 2017 до денеска не. Све колку иди потешко, коските ми се тропат. Нема за мене надеж ако хуманите луѓе ми помогнат да застоја сите на здрави нози, за мене ќе биде многу добро. Перика Насановска рече си сиот живот живее со надеж дека незината диагноза има лек. Таа уште од многу мала, на 7-годишна возраст, во родната куќа во Кичево, каде и пораснала, забележува дека не може да се движи како другите деца. Дополнителен проблем е и горењето на нозете со чај додека била дете. Многучленото семејство и малите приходи ќе оневозможат таа да заврши повеќе од основно образование. И иако на 20 години ќе посака да основа семејство, сепак немањето брзина и сплетност во домот на сопругот за само 3 месеци ќе ја вратат назад во татковиот дом, ќе каже таа. Неголемите болки и непроспиени ноќи се случуваат последните неколку години, кога сосема и се искривуваат двете нозе и таа не може ниту да оди подалеку од собите во кои живее. Клекната мие садови и готви на коленици, а оди на работа со мака секој ден колку да заработи за леп. Докторите кај нас ке речат, нема надеж за незиното повторно успособување да оди нормално, но не мислат така и докторите од Турција, кои минатото лето откако ја прегледале и ја дале таа капка надеж по која перихан сиот живот мечтае, па таа сиот пат од лекар до дома плачела зашто сонот што го сонувала сепак може да стане јаве. Но една пречка ја дели од остварувањето, сумата која мора да ја има за повторно да застане на нозе, која сама не е мокна да ја собере, па затоа беше принудена да го стави своето срце на дланка. Катерина Митровска веќе 17 години е мајка на дете со многу ретка болест. Немо синдром во нашата држава има само Кристина, а вкупно 4 деца во светот се со оваа болест. Долги години се бореле со настинки, болки на кои докторите во нашата земја не им било јасно од каде и како настануваат. Среќа пред 5 години едно медицинско лице дознава дека во Америка има болница во која третираат деца со слични симптоми како на Кристина. Па тогаш за прв пат со кувер полно надежи дека набрзо оттаму ќе се врати здрава и жива, подигнуваат кредити и заминуваат на долгиот пат. За среќа тоа било вистинското место, но за жал лечењето не одело така лесно како што мислеле. Веќе 5 години, потрошени, измалтретирани, оваа мајка и ќерка на секои 3 месеци летаат за Америка и веруваат во невозможното, но повеќе не можат. Иако Катерина, бидејќи преку дени е потребна на својата ќерка, мора да работи само трета смена. Не успева да ги собере потребните средства и да ги затвори веќе и онака големите суми на подигнати кредити. А денот носи непредвидливи ситуации и чести болки на младата Кристина. Главоболки, болки во нозете,
чисти во спаление и болки во бубрезите. Не се знае кога и што ќе биде следно, ке рече Катарина со солзи во очите. Но до последно ке се борам за мојата принцеза и нема да прекинам со лекувањето кое е единствен спас за моето девојче. А таа, младата Кики, позитивна како да е најздравото дете на светот, се уште со сјај во очите ке рече: можеби подобро ке било да не сум се родела, да не се мачам ниту јас, ниту мама, но тука сум и замолувам, помогнете ми да оздравам и да бидам среќна исто како вас. Во Ѓорче сме. Се сеќавате на малата Кики, која што кога ја снимавме ни кажа дека е родена на 5 јануари и дека на 8 јануари заминува во Америка на лечење. Донациските броеви беа отворени, се уште се отворени. Тие благодарение на вашата хуманост ги купија картите за во Америка, тоа го дознав од нејзината мајка, а денес дојдовме да го честитаме роденденот и нормално да се поздравиме со неа. Но ајде, сите заедно да видиме што се направија преку вашата хуманост. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Се надевам дека сме добродојдени и сакавме да ви изненадиме. Токму на денешниот ден. Да. На снимањето ни кажавте дека денес е роден ден на Кики. Да. Денеска е роден ден, денеска е Биде жива и најсреќниот здрава. ден. Хвала многу. Ова е мало внимание од нас. Хвала многу. Цела година го чекаме овој ден. Да. Уф. Со надежи и жилби да бидете, нели, да имате исполнување на жилбата, а тоа е да оздраве Кики. Дај Боже. Некако се поклопи твојот роден ден со заминувањето во Америка. Да. 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 Што се случи откако бевте во срце на дланка, го ставивте вашето срце на дланка? Као прво им се заблагодарувам на сите што донираа за мојата ќерка, што може и понатака да иде да се лекува, затоа што стварно немавме средства. Сега се собраа нешто за да купиме барем картата. Картите се скапи да, за Америка. $3,000, да. $3,000. Сепак и тоа е благодарение на хуманоста на народот. Да. Многу им заблагодарувам што ете донираа сите за мојата девојче. Да, Кики, ти возбудена си, денес е твојот ден, посебниот ден. Денот кога си дошла на овој свет и веројатно имаш жилби. Најголема желба и беше за роден ден да добие куче, што стварно ние немавме шанси ни на Соне, ни паѓаше такво. Да, и кој ви куче да подари? имаме. И од Битола Јован му се заблагодарувам на Јован. Ја прочита историјата на Христина Срце на дланка и он и жена му со ози им текоа. И го прати од Битола за Христина. Кога го добивте? Ние го добивме на 1 јануар. Сега баш за нова година. Да. Да, Одлично. Преубав подарок, да. пресладко куче, исто како што е Кики. Кики. Пред камерите на Чичко Јован. Му се заблагодарам на Чичко Јован што ми го подари кучево. Веројатно ти е најубавиот подарок до Да. сега. Нај. И има многу љуба за куче и си доби кученце. Како се вика? Пипи. Пипи. Сигурно ќе те чека кога ќе дојдеш од Америка. Да. И дај Боже да те види со подобро здравје, оздравена Да. и да ти се исполни жилбата што денес ќе ја замислиш. Да. После емисијата имаше навистина одзив од многу хумани луѓе. Освен финансиски средства, тие сака на Кристина да ја подарат и внимание. Да. Се јавија многу луѓе кои што, нели, однесоа на вечера на кафе, се дружеа тоа- со неа. Марија. Само она се понуди за благодарување Со нејзиното на нејзе, друштво. Да, со нејзиното друштво. Многу убави моменти помина Христина со нејзе. И до Весна Петрушевска. Исто фала многу. Само ете што немавме среќа да се сретнеме уште, за баш Христина беше болна. Не можевме никако. Весна и се јави. Да, се јави. И Одлично. никако не можевме, ајде. Сега знае дека ќе одиме, па здравје. Кога се вратиме, ќе видиме да се сретнат, сака да биде она со тие врсници, кај не знае што се. Ќе видиме понатака.
Одлично, сепак е и тоа еден плюс за среќата на Кики. Да, кога е таа срекна, и вие сте срекни. И до тебе благодарност, до вашата екипа. Благодарам. Многу направи за мојата ќерка. Фала многу од срце. Ние само го правиме тоа што Кики го заслужува. Да дадеме простор за да се ги каже своите желби, своите потреби. До сега, да, стварно, многу сум ти заблагодарна на тебе, на екипава. До сега не можевме да постигнеме барем ни за картите, ако не се појавеше. Борбата со болеста на Кристина е тешка и долготрајна. Понатаму продолжувате да се борите, не се откажувате, како што кажавте, никогаш. Ни еден родител не би се откажал, нормално. Ова ви е Ова ви е најсрекниот ден? Богам е денеска ми е најсрекни. Цела ноќ не сум спиела. Само требаше, немаше време. Да видиш после какво ќе биде. Не, трпетки има. Да. Сепак продолжиме и понатаму да апелираме да се донираат средства за да продолжи лечењето на Кики. Да. Наредниот пат ни е март. Да, јануари идеме, март ни е наредниот пат. Ке не се јавите да ни кажете како поминувате таму и нели? Да. Иако сите стискаме палци се да биде. Да. Како Ќе што испратиме видео, снимки. Гоце Милев е роден во Подареш. Сиромаш нарастал со уште 4 сестри во родната таткова куќа. Во 2013 година на жетва се запознава со Силвија од Ерџелија, со која одлучува да создаде семејство. Семејство кое денес тешко го одржува и прехранува. Никогаш ке рече тој немал луксузен живот, но додека била жива мајка му и поподвижен татко му, за некој степен полесно се живеело. Најлошо било до септември минатата година кога не бил никаде ниту тој вработен, па и тој и децата трпеле за леп. Во моментов работи на привремен проект и само зема 9000 денари, но овој месец, ако не му го продолжат договорот, пак ќе останат на цедило. Тоа е причината поради која и заостанале со долгот за струја, па веќе една година живеат во мрак. Се стоплуваат само ако нелегално собере некое дрво во шума, а често знаат да останат и гладни. Освен дома, децата и на училиште одат без храна. Пирошка и баничка со месо се нивните жилби, но и детска соба во која ќе имаат струја, кревет и регалка, речат тие. Скромни се уништа за едно скромно семејство, кое се што посакува на овој свет е само нормална работа и човечки услови за живот. После долго време сме повторно во Подареш, Радовиш. Денес ќе ве запознаеме со тешкиот живот на семејството на Гоце и Силвија Милеви. Тие имаат 3 деца. Велат помизерен живот од овој нема, бидејќи немаме ниту храна за нив, а ниту услови како да ги раснеме. Гоце тешко растел уште од дете. Во стара куќа од семејство од невработени родители сиромашно ја минали младоста. Пред 10 години на жетва ја запознава денешната сопруга која му раѓа 3 деца. Денес и тие живеат тешко. Немаат храна, топла облека, немаат простор за живот. И таа една соба, преполна со влага, последнава година е без струја, бидејќи Гоце нема како да ги исплати долговите. Живееме мизерен живот со горчина, повторува тој, а најтешко ми е кога немам ниту леп, ниту млеко за моите деца. Од каде си родом? Од каде потекнуваш? Од овде, од Подареш. Тука си роден? Да. Тука си израснат во Да, оваа куќа? да. Имаш браќа, сестри? Имам сестри 4. 4 сестри. Да. Како живееше како дете? Сиромашко. Од секогаш си бил Да. сиромашен? Николчо, вие тука го поминавте животот во Подареш? Тука. Успеавте оваа куќа, вие ја правевте? Да. Имате 5 деца, 4 ќерки и 1 Да. син. Гоце живее со вас. Да. Како живеете? Наравно. Имате проблеми и со срцето? А? И со срцето? Срце од кашлица. Узараме кашлица и напони има на срцето. Од кашлицата имате напади. Тука го поминувате денот во оваа соба, Да. а до пред една година одевте, работевте. А, јас си работи. Што работевте?
Јас и жена се движих малку. Како шишиња собиравте? Да. Вадевте некој денар така? Како зарепче малку. Сега земате пензија, но таа е мала пензија. Ти од бабата нешто. Од бабата ја земате? Да. Лани ја изгубивте мајката? Да. Тоа би беше сигурно и удар. Поголем шок нема тоа. Спремам се за на работа, сабајата станувам 5 сата за на работа има што да видам. Изкаснено. Она още од вечерта, а татко ми не ме разбудил, тој знае, изморен сам. Само што бег од дрва и само сам гледал да легнам да поспијам. А на лекар во Скопје да одите да ве оперираат од кила, нели би било олеснување на состојбата, да се движите подобро? Стресо нема. После стари години вече. Но само 73 години имате, тоа е не се многу години. Кога би имале средства да ве оперираат. Јас бегах од операцијата, еден пред мене изјутна од кило. И таман направат операција, викам, дајте ми отпуст и чудо. А зошто избегавте од операција? Изплачих се од Италија изјутна. До мене се беше. Чого го прави операција и се знае. Нема век да живее. Од колку години работиш? Што работиш? Па повеќе грдежно. Со грдежното работев. Бех у Жикол, у Струмица, после ме префрлија у Скопје, после од Варнак се нели викам не можем да патувам нели ностоп и префрлиме у Струмица. Државаме како 2 години, не покачија плата, викам, не било на таа плата човеци. На 60 денара од саат, това ич пари. За 6 денара цел ден будеш, 10 саата. Сега не можеш јадењето да спогриш и лебо. За да идеш на работа. Одих у Джонсон, па тие пусти навики, не можам да ги составам. Бех оно уо, нели, у Джонсон јас не викам да не е добро, ама ако не можеш да посташаш джаве, немаш ја брзината, немаш капацитет. Терат со капацитет, не терат спор да си. 2013-та одлучувате да се жените. Да. Како се запознавте со Силвија? Па бех на жнијење у Велес, у Чешка. Се оженивте, создадовте семејство. Да. Денес имате 3 деца. Да. Едното ни почина, пораѓа требаше 4 да бидат. Това првото што ми е требаше беше близнак, ама едното почина. У Струмица, у пораѓа. Од каде потекнуваш, Силвија? Од Николе со Ерџелија. Од село Ерџелија, Света Николско. Да. Како дојде тука во Подареш? Па со момче се запознаваме още на жетва таму прво и сега се запознаваме со него. Веќе 10 години кога сум тука мажен. 2015 се роди првото дете, после 2017 второто дете роди. После тоа, нели, колку што имаше, нели, секојата не можеше, болна беше, се шокира, не можеше да лекуваме ништо, не зона пари за помош, ништо немавме. Уна соба седеш тука, собата плюс влага има. Во оваа соба сте 10 години? Да, се сум тука, но кога сум дојдна, се сум во оваа соба. Работевте нешто овие 10 години? Не. Не работите тука? Тоа дете тука ме пред годинка, па другото дете се роди, и дека со децата нема кој чусе като не може. А каде работите во моментов? Па подреба одех. Тоа приватно? Да. А работите и за плата? Да, со 9000 динара у собранието. Зелени паркове. Зелени паркови? Да, преку таа, как е кажува, и преку некоја си програма, немам појма. Јас септември, октомври и ноември сум. Сега со кои средства и колку средства живеете во месец? На момчето со платата што сме тие. Колку зема плата? Мислам 9. 9000 Да, денари? 9000 денари. А што работи? Улиците и парко ги чисти, мислам, парк. Чисти паркови? Да.
Млеко треба, памперс треба, на детето мало, деца на школа има, треба да се купе. И много тешко. Нема струја, нема деца да ги избањаш, на соба, нема кај да се завртиш, кој прво на соба, много тешко тоа. И за струјата најтешко ми е. И кога нема пари деца да си даш да си купите нешто да јадат, тоа е најтешко ми паѓа. А што те бараат дечињата? Што те викаат? Гледат деца купуваат нешто јадат и они сакат, а немаш пари да купиш, па нешто скапо е. Како живеете? Мизерен живот. Зошто? Животот е мизерен за сите пари. За сите пари е мизерен. Не можеш едноставно да обстанеш у нашата држава. Не можеш да обстанеш. Колку и да работиш со една плата, не можеш. Да имаш земјоделие, да работиш, треба механизација. А кога си у баа стање, не можеш ништо да работиш. Ја така, отам потам работиш. Тај те викне, вај те викне да искараш 5 денара пари, за да искараш месецо. Откако ќе ја земете платата, таа од 9000 Да. денари, како ја распоредувате за да го поминете месецот гоца? Распоредам кај продавача оставам 2000 за децата и другите за дома. Се задолжувате месечно за да имаат децата? Да. Супругата ми кажа дека поникогаш во училиште ги спреке гладни. Да, кога не бех вработен, одаа и гладни. Јас не го крием тоа. Нема, у моментот не можеш да идеш негде на работа, проблем е. Голем е проблем тај. Што сум на плата, што една са 3 месеца на оваа работа. А още 2 месеца ми е договор. Ја ќе го продолжите, ја не. А што би правеле ако не го продолжите? Ако не го продолжите, тражам чаре негде у градежна фирма. По Струмица или ќе одам, нема шанс да обстанам дома. Гоце е вработен на 4 часа и зема само 9000 денари приход. Социјалната помош што ја зема татко му е минимална и оди само за пилени за него и лекови, зашто е болен од минатото лето. Жената на Гоце пак Силвија е невработена бидејќи има мали деца и мора да се грижи за нив. Па овој млад човек во моментов нема никаков излез, освен да замоли за помош додека не му израсна децата. А се што им треба, ќе кажат сите од семејството, е само струја и купатило за да може да се избањаат и исперат како луѓе. Поникогаш нема за млеко, за пелени? Да. Многу пат се е случувало тоа. Икс пати. Како? Мали се децата, бебенци имате. Знам, а што да баве? Нема од кај да искараш 5 денара. А и летен период има. Не викам не. Ама зимен период е тешок. Во моментов е зима. Да, зимата нема. Ја го денес, 2-3 дена сум дома. Петок, сабота и недела. Никој не е викнал за работа. Никој да звони телефона. Никој. Вие се радувате кога ќе ви се јават? Абе как не? Ти искараш 1500 дара, земеш памперс, земеш зетин, земеш ред други работи. И много тешко, но па децата на школа ги прекаме без јадење, на школа без јадење се отидем децата на школа. Зошто без јадење? Па немаш пари да дам пари да се купите јадење. И некој што ја даде патики носат децата. Нема пари ништо, ни патики да купам ништо. Тражите ме кажам, немам дека да ви најдам, дека да ви дадам. Кога немам. Што? И домата немам што да ставам, да поготвам. Тогава сме скоро гладни децата на школа да одат. Што да нема мама нема што да прави, немам пари дека да купам кога нема. И он гледа дека нема дето мора да иде, што да прави. Со 10.000 денара, дали за памперс, дали за влажни рамене, дали за дома, дали брашно да купиш, за шо? Поправ. Моментално сега у една ванга се бајнат, не го кријам. Може и да видите надвор. Еден по еден мора се бајнат на школно. Мизерија со 2 светом по навечер, за да може да се избајнат. Не можеш ни да учат, не можеш ништо. Како бе бања мама? Во што бе бања? Да, води ноги бања и вањата. Во вангла? Да.
Како? Ја полни со вода и ве бања? Сам не? Сами се бањате? Да. Исклучена ви е струјата? Да. Зошто е исклучена? И защо? Тегнама да ни изключија. Не ги плаќавте редовно сметките, се насобраа долгови. И се врата и Како навечер кога ќе се стемни? Како седите во темно? потемно, зашо? Во темница? Ја оди од там се гледа малку и Јадете ли, се храните ли? абе, се храним додека може, та не можам. Немате апетит? Апетит нема додека оди. Ќе ми викнат некој пат на година со одмор и у вечен дом. Дръсте си турам, малко се размръдам и Докаде се размрдувате? ја до тука на горе не може да одам. Паѓано имам со раката, тука ми покува раката. И кога перам со неја, после ми бои раката, не може да перам многу со таа рака. А машина имате? Да, ама без струја дека ќе переш. Немате струја? Да, стварно. Живеете без струја? Колку Да. време? Една година веќе сме без струја. И на рака перам децата, а со мало дете рака колку можеш да спереш на рака. Им треба малку побогата исхрана за да можат и, нели? Да обстанат и во училиште. Ке ми дозволиш во овој момент да го представам козиото планинско кисело млеко од Ѓоргиеви, кој што е со 2,8% млечна маса и додаток од јогуртна култура, кој што од денеска ќе биде ваш придружник на трпезата, ако ништо друго, барем да имате за млеко. Не вие спиете во една соба, Да, вие да. функционирате во овие 4 зида Да, цело семејство. да. Со повзаги, сваштарија, што не правих, не се успева да се открие взагде и бити. Вие кога би имале средства и би си ја платиле струја? Да. Јас не барам од никој помош. Кој имам јас средства? Ама што со 9000 денара, што ќе направиш? Не можеш едно место да искараш. Ако не преродам приватно, и за лепке трапне. На мен ми е најбитно децата. Другото не ми е битно. Да има струја и утопли услови да се децата. За мене мај не беше. Моето се е видело. Старите така биле, така и ние ќе останеме. Тука спиете сите заедно. А како не е знаш ме. Вие таму спиете, тројцата? Не, Алекс да. Алекс само спие у креветче. Гледаме нов прозор, тоа е веројатно донација. Донација, да, од Вај АЦ компани од Радовиш. Исти врат ми од него. Се друго е од вашето детство. Да. Колку да се бореш, тоа е. Јас тие дрвеца постепено носим со количката, државната. Одам берам по планите да донемам. Помалку. Кога може момчето дрва до нас, ако слободно, кога нема, хвати основи и без дрва, хвати в ладни соба седеме, со мали деца, многу тешко. Ти не можеш се уште Да, да ги оставиш децата. нема кој да ги гледа, да стане да работам. Нема. Сега и татко ви е болен. И он ке западна, Неговата пензија. што неговата пензија? Неговата пензија Анжек за памперси. Под памперси имам. Ово има со средство проблем. Нормално му е средство. Кажа ми, вика, докторка, вика, тешко вика да се успее. Превише е кај него такова. Многу касно и плюси кила има. Брух. Кај него полошо стање нема од негото. До пред 2 месеца трче како кој не имам. Шише и не собираш он. За да ви помогне, за да преживеете. Да. Не сте добар, болен сте. А? Болен сте малку Да, и веќе година-две сте во кревет, во постела. да. Што ви е? Од што сте болен? Те чува, ноето ми е со како парализираа се веќе. И он не валят. На лекар одите ли? Одам, живот одам. Што ви велат на доктор? Апчина. Апчиња пиете. Соседите ви помагаат ли? Комшите ли? Не. За прс. Сте били некогаш во ситуација ниту за млеко да немате? Да,
шансите, млеко за пампас немаш, ништо. Како тогаш го решавате тој проблем? Тешко, немаш му дадеш, ако тој од мене му дам да цица, те сам одбиено да тamo, тој не можеш уште да дам од мене да цица, од мене му давам. Ставам му такви крпи, доле, деца мокре, носно го переш на рака. Со обични крпи за да Да. место памперс. Да, од тука нема што да правам. Лошни крпи ставаме да минеме. Купатото број 1 и струјата и купатото најбитно. Може би некој, ако не ви го продолжат договорот, постабилна работа во која што ќе има и поголем приход, Оно е точно, а која што може да одговорите вие. Јас секаде ќе одговорам, ама толку плата дават. Кај нас е таа плата. Од минималното повеќе не може да дадат. Но 20.000 и столи как два е там. Но и 20 е повеќе од 9. Повеќе точно е. Се разликуваат ли малку од другите деца? Да. Но, Тоа ти го забележи или тоа тие ти го кажуваат? ја записав и они ми што кажуваат, децата во мама, има децата тоа сака, имат ништо, сакаме детска соба, сакаме децата има детска соба, што ќе трчите на роденка, тоа да гледат децата има детска соба и они се тражат, како дека мама да направи. Една соба сме, дека нема пари за друга соба да направиме. И те дека викам, нема. Нама го посакувам струјата со куче и да можам и купато да ми се направи тоа. Децата нема каде да ги пањат. Поти корито не можеш децата да ги пањаш. И кога имавте струја во корито ги бањавте? Да, Немате копатело воопшто? да, не. Повеќе гледам за на школа, што можам да исперам сабота и недела, да изсужат на школа, да можам да не одгадне на школа. Би се нафанал деки да кидам, не викам не. Само да се манам од Македонија вам државата. Од два држава нема ефект. Младиот кадар се го избега. Дали има туаше 50 деца се на се живеју избегано горе. И още бегат. Но како би ги оставиле сами жената со 3 мали деца? Па ќе ги пратам кај првиот месец кај мајка и кај татко и горе. Нека се јас ќе праќам згоре пари. Иначе тука нема. Ама немаш за екзистенција, не за живот. Какви играчки, Михаел? Си играте со играчки? Да. Со какви? Што ви фали? Што сакате? Сега ние си играме. Со се си играте? Со колички и со куклички? Да? Помош околу собата, струја и купатело ви е најосновно за да продолжите со нормален живот. Да. Вече това е другото, одам потом. Еден пане неки се борам некако да се успева, нели? Најме е битно на мене струјата и тие работи. Секогаш мора да имаме нешто за кое се надеваме, макар и нешто многу ситно. Тоа е мостот помеѓу нас и поубавиот живот. Народот пак е надеж за семејството на Гоце, зашто само нашите раце може да изградат мост по кој ќе зачекорат тој децата, за да живеат еден поубав и подостоинствен живот. Перика Насановска рече се сиот живот живее со надеж дека незината диагноза има лек. Таа уште од многу мала, на 7-годишна возраст, во родната куќа во Кичево, каде и пораснала, забележува дека не може да се движи како другите деца. Дополнителен проблем е и горењето на нозете со чај додека била дете. Многочленото семејство и малите приходи ќе оневозможат таа да заврши повеќе од основно образование. И иако на 20 години ќе посака да основа семејство, сепак немањето брзина и сплетност во домот на сопругот за само 3 месеци ќе ја вратат назад во татковиот дом, ќе каже таа. Неголемите болки и непроспиени ноќи се случуваат последните неколку години, кога сосема и се искривуваат двете нозе и таа не може ниту да оди подалеку од собите во кој живее. Клекната мие садови и готви на коленици, а оди на работа со мака секој ден колку да заработи за леп.
Докторите кај нас ке речат нема надеж за незиното повторно успособување да оди нормално, но не мислат така и докторите од Турција, кои минатото лето откако ја прегледале и ја дале таа капка надеж по која Перихан сиот живот мечтае, па таа сиот пат од лекар до дома плачела зашто сонот што го сонувала сепак може да стане јаве. Но една пречка ја дели од остварувањето, сумата која мора да ја има за повторно да застане на нозе, која сама не е мокна да ја собере, па затоа беше принудена да го стави своето срце на дланка. Денес сме во Кичево. Ке ве запознаеме со животната историја на Перихан Асановска, жена во 40 годишна возраст, која што уште од 7 години забележала дека има проблеми со нозете. Пред неколку години тие проблеми стануваат се посериозни, а денес е оневозможена да го живее нормално животот. Перихан сиот живот од раѓање живее во Кичево. На 7 години забележала дека има проблеми со нозете и сколиоза, што ќе направат поразлично да живее од другите деца на нејзина возраст. Се мажи, но во брак останува само 3 месеци, зашто не била способна да го води домаќинството како жена, ќе каже таа. Многу подоцна се вработува и заработува, но од 2017 повторно ја фаќаат болки и искривување на двете стапала, па денес е спречена нормално да се движи и правилно да функционира. Во Кичево пораснав, тука су родена. Од 7 години, 8 се забележав сама дека скроз малку ми беше ногата. Починав да ода да се лекува. Овде во Македонија никој не ми даде надеж дека ќе ме опрете. Што ви рекоа тука во Македонија? Само ортопедски кондори и мислење, друго ништо. Како која диагноза ве воде? Диагнозата она што се искривува, те заборев како се викат. Сколиоза? Да. Завршивте училиште Да, има учено четврто. до четврта? До четврто. Како од мала има изгорено двете нози, од коленици до прсти со чај. 6 месеци не одам на школу, Бореков. После продолжев пак да уча, ама немав могуćност. Калабалок, 6 деца. Татко, мајка, па пораснаја, па се женеја, па фамилија. И останав сама. Мајка ми е почината. Живеа со мојот родител. Више сте во куќата на таткото. Да, ова куќа, ова све што е спечалено, све од татко ми и од мајка ми. Значи ја ништо не може да постигна, со минимална плата ништо не може да постигна. Су вработена, немав никакви болки. Многу ми беше убавно. Од кога работите? Од 2015. А до 2015-та? Од не работев. Ме гледаат татко ми и мајка ми. Од 2015-та, кога се вработив, до сега немав никаква болка, во почеток не може тоа да го скрија, ама од 2017-та до денеска све, колку иди све потешко. Што забележавте од 2015-та? Ноцете. Почна да ме вијаат зглобоите. Како што идеше све уште полоше, ми се искриве. Скроз. Почнав да имам мака. Мајка ми почна да ме носи по болници, Скопје, Охрид су била, Битола су била, на за мене немат надеж. Бракот не ми одеше, кратко бев мажена, 3 месеци. Бараја брзина, ја тоа не го можев. Немате нито деца? Нема деца. Перихан за себе ќе каже дека е вредна и сака да работи, но болките во нозете ја спречуваат во тоа. На коленици мие садови и подготвува храна и ќе додаде лепи солки јадам само за да се излечам. За жал, докторите од таа област кај нас не иделе никаква надеж, но летото 2023 тим на лекари од Турција ја прегледал во Велес и гарантирал дека нормално ќе оди со двете нозе по операцијата што би ја направиле во Турција и која би чинела 50.000 евра. Среќата во тој момент била огромна зашто после толку време некој кажал дека е можно да оди нормално, но само јазот од за неја недостижната сума ја дели од целосно реализирање на незиниот сон. Од тежина на едната страдат и другата, починат со искривување. Се труда, мерак сум многу за работа, да работа се труда, ама нема таа могуćност више. Од 2017 до денеска не. Све колку иди потешко, коските ми се тробат.
Нема за мене надеж ако хуманите луѓе ми помогнат да застоја кон сите на здрави нози, за мене ќе биде многу добро. Многу пев мерак за работа. Сакав да си работам досадно, да се занимава со нешто. Исто така не сме наш поред да готва, не боца има купено плинска. Зошто? Затоа што да клекне на колена и да готва. Затоа што не може. Наш поред. Како готвите? Така готва. Да. Дека не можете да стоите? Да, дека не може да достана ноци. На столица исто ми ја садој. На колена застаната и в кујна на сад. Така да ми ја садој. Што те боли најмногу? Зглобоите. Склоповите. Склоповите. И стапалата и склоповите. И само пија лекоја не се. Раптен ду, ама тие лекои моментално. Навечер не може да спија. Ќе преспија пола сат, ќе стана, све со болки сум. Кога ви е најтешко во смисла на булките во нозете? Кој период од денот? Наутро, додека се затоплите, како? На промена на времето најмногу. Тоа е влијат поиќе на коските. Тоа е највише. Има болка. Кога е промена врнежливо, тоа е да. И ако сум многу оптеретена, ма и колку да сака, не може. Едно-два сата на ноци поиќе не може. Мора да седна. Да одморен на пола сат. Па пак ќе стана, ќе поработа. Ве прашав зошто сте боса и на ова студено време? Затоа што не може да носа чарапи и има она жештина. Од склоповите ми се воспалуваат. Затоа. За дома не може да носа чарапи, само ете така влечки. Кога одите на работа, како издржувате 8 часа? Да ти кажа, на работа не сум малтетирана. Ме жалат. Сами си чиста службеничките. Канцелариите се заклучени појчето отколку отворени. Нема никаков проблем. Колку може ми велат сработи. Нема никаков проблем. Не сум малтетирана. Исто и фирмата ќе ми помогнете. Нема тако критики, навреди, не. Што ти рекоа таму? Колку можеш перикано собери го џубрено и сети. Одавде ода со такса, не може, не сме, пешачењето ми е проблем. Немате автобус, а не можете пешки? Не може пешки, не сме. Одавде док е асфалт, онда поиќе не сме. Постојано сте со солзе во очите? Да. Додека разговараме? Да, таква сум. Очи има болка и што сум пресречна, што докторите ми се нафатија. Ви дадоа надеж? Ми дадеа голема надеж. Иначе со одела мала, за мене радост. Изгубив све, ама пак не се откажав. Ич не се откажав. И пресречна бев, многу дивила цел пат плачев, кога идев. Многу бев радосна, ама кога размислев подлабоко, нема надеж, за пари нема. Тоа е најголемото на тешкотија. Оти голема сума е. Ми закажа термин, Весна, се вика таја, за да се опериса. Иделе 24 јули во Велес доктори од Турска. Појдев, се видев со ним. Двајца ме прегледаја. Англиски зборуваја докторите. Тумачка имаше, сестра докторка. Таја ми преведоше на наши. Ми се нафатија дека ќе ме оперисат. Многу се израдов, да ти кажа, цел пат дури дојдев од Велес до Кичево, све бев со солци. Многу бев радосна. Сега таа сума е многу голема. Исто фактурата не да ти ја покажа. Многу е голема. 50.000 евра каде да ги најдам. Кога дојде дома и кој им соопшти на родителите? Татко ми исто се израдува. Внучината исто се израдува. Ти поиќе со внуците, отколку со моите брајча, сака да кажа, сестра. Поиќе со тие две што ги виде тука. Ама голема е сумата, бара помош. Само ако е потребно, лепи случај јада, само да има здравје. Оти болките не се истражаат.
Тука не е возможно во нашава држава тоа да се изврши? Не, овде нема могуćност. Не им дозволиле. 3 сати ќе траела операцијата, прашав. После операцијата ќе ме префрлат во котел. Тоа све ќе бидите на 20 дена. После операцијата ќе застана на своји ноци. Ќе биде мора да носа гипс. Ама тоа све е голема сума на пари. Значи хотелот, све тоа што кошта, тоа и операцијата ми е 25.000 евра. И за другата 25.000 евра. Едната нога е 25 и другата 20? Да. Се комплетно е 50.000? 50.000 евра. За да застан на здрави ноци. Кога би ја собрале сумата, кога би можело да се изврши операцијата? Само да ги има сумата одмат. Отворивте донацијски бројеви? Да, отворив. Од Телеком да, уште чека оваја од тајдан. Од Телеком ми ги дозволија, на мејл ми имат поштено. Ако се собере целиот народ да помогне на Перихан да застане право на нозата и да може да биде како сите останати. Им благодаря многу и само на ним се молам. На луѓето, друго ништо. Дома е најубаво. Таму сите те прифаќаат таков каков што си, те сакаат во било какво издание, и повреден, и уморен, и болен, и тажен, и среќен, но сепак сите посакуваат здравје за да изгледат од таа комфортна зона и за да може да се помешаат во светот. Оваа жена живее со надеж дека еден ден сепак ќе оди и ќе функционира нормално и треба да ја помогнеме, зашто животот не е ништо друго освен постојан обид за да се задржи вербата и мислата за едно подобро утре. Данче Малинова потекнува од Радовиш од сиромашно семејство. Тешко го поминала детството и младоста. Работела тешка работа за да извади денар за храна за да преживее. Пред неколку години се омажила во Струмица, но бракот не и успел. Последните години била во родниот град за да ја гледа болната мајка, не знаејќи дека смртта на родителот ќе ја разболи и неа. Лани починала мајка и таа веднаш по дознавањето на кобната вест доживеала мозочен удар. Поради болеста ја губи и работата и да сака не може да работи зашто е неспособна. Тешко се движи, парализирана и е едната страна од телото, а живее со минимална социјална помош, осамена и ќе каже ни солзи за себе, разочарана и од најблиските кои не дошле да ја видат во станот во Струмица каде живее неколку месеци. Не е способна да си направи ниту храна, па јаде само храна од конзерви или супа кој подготви газдата на станот, ке рече таа. Јас ли бев за ова? Бев весела жена и го сакав животот. Преку ноќ се смени и многу ми е тешко. Затоа ќе додаде таа, ве викнав и сакам да го раскажам својот живот, зашто луѓето те ценат само додека си здрав. Се ќе направам да оздравам, но ми треба поддршка за терапија и лекување. Тоа е мојата најголема желба. Ни солзи ќе заврши оваа болна жена. Тања Стојановска е родена и порасната во Крива Паланка. Солидното детство за неја најавувало и солиден семеен живот. Но веднаш после мажењето и добивањето киркичка таа започнува да се соочува со проблеми. Морала со супругот да живее под кирија каде трошела поголем дел од заработените пари. Најтешко е било што уште на 9 месеци морала да ја остави малата кај мајки за да оди на работа. Но по известно време тешко го преживува и отказот, кој значи почеток на големите маки и безпарицата. Умира мајка и се крши најголемиот столб во незиниот живот. Одлучила со супругот да дојде да живее во родната куќа, каде живеел и татко ѝ, а на горниот спрат брати. Така барем не морала повеќе да плаќа кирија. Полесно било до лани кога бил се уште жив татко ѝ и помагал. Денес керкичката е во основно образование и работи само супругот, но тоа е премалку за да може да издржи во месецот, посебно со заглавена сметка во неколку банки и извршители. Бев принудена, ке рече таа, со празна трпеза да ја дочекам Свети Никола и празниците. Детето го испраќам во училиште гладно, и смејувано е од другите. Порано, кога бев во постабилна ситуација, ме познаваа сите и роднини и пријатели. Денес немам никој, не му требам на никој. Малкумина се оние кои сакаат да ми помогнат да го надминам овој тежок за мене период. Затоа ќе го замолам народот, помогнете ми, ако не за мене, за Дијана, мојата керкичка, која сака да биде како другите деца и да не биде омаловажувана на училиште.